Најпознатиот српски комичар, новинар, водител, политички коментатор и стендап комичар за прв пат доаѓа во Скопје и во Република Македонија. Нема кој не го познава Зоран Кесич и на огромно задоволство на македонската публика за прв пат на 24 април ќе настапи во Скопје. За сите детали поврзани со овој настан, каде се можете да си ги набавите неколкуте билети кои што имаат останато, но и што се ќе можете да видите во неговото спектакуларно шоу кој што ќе го приреди токму за македонската публика на 24 април. Ова утро деталите ги доздаваме од Анастасија Јуруковска од Пасворд продукција. Анастасија, ќе ти посакам добро утро. Добро утро, сите. Како се одлучивте, Анастасија, како дојдовте до идејата, токму Пасворд продукција и таксирата фестивалот да го донесат Зоран Кесич за прв пат во Македонија? Па за овој настан имам исто така појачување од искусните од Скопје комеди, кои имаат искуство со многу вакви настани. И решивме по два распродадени настани на познатиот глумец Никола Ѓуричко. Видовме колку интерес има за вакви стендап настани, вакви неверојатни шоа и решивме дека е време уште смење да им донесеме на луѓето. Што се ќе имаат можност публиката, сите оние кои што ќе бидат дел од неговото шоу на 24 април во понеделник да слушнат и да видат? Па како што самата спомена, Зоран Кесич има премногу титули и тој во ова шоу пробува сите нив да ги представи пред секоја публика каде што настапува. Така да тој ќе проба да има и концерт, и представа, и пресконференција, и стендап шоу, и што уште не. Приказни песни, насловен токму неговиот концерт, но и понашто луѓето нели го познаваат широм светот, надалеку е познат нели, особено каде што нели се разбира говореното негово подрачје. Што се ќе има во приказни песни? Па приказни песни само да кажува дека тој покрај неговите анекдоти, неговите приказни од секаде што има настапувано, тој ќе проба и да испее неколку номери за публиката. И исто така во секоја држава каде што тој настапува, досега има на 3 континенти, веќе скоро 6 години настапува со повеќе од 50 настапи на оваа изведба и тој пробува да се вклопи со публиката каде што се наоѓа во моментот, така да секој град приправа специјално шоу и пробува да им биде најблисок до публиката што може. А зошто публиката треба да биде дел од ова шоу на Зоран Кесич? Па самиот факт што приказни песни ќе има премиерата во Скопје и поради распоредот на Зоран Кесич ќе биде единствено шоу што ќе се случува, мислам дека е навистина неодолива шанса и не би требало да се пропушти вакво шоу што навистина ќе има многу што да се види. Така, покрај тоа што Пасворд продукција и таксират фестивалот нели пробуваат да ја насмеат македонската публика и носат врвни имиња кои што се навистина врвни во својата работа. Што друго се случува во Пасворд продукција моментално? Знам дека се подготвува и до фестивал. Во моментов, покрај сите настани што се случуваат, како што кажа, најмногу од силите ни се кон The Festival, се припремаме за 13-тото издание. Веќе дел од програмата е откриено, но има уште многу што можат луѓето да очекуваат и навистина ќе биде едно многу добро издание годинава. Имаме ли конкретните датуми? Може ли да ни откриете дел од имињата кои што ќе бидат на овогодишното издание на The Festival? Да, ние ќе се дружиме во Дојран од 30 јуни до 2 јули и веќе имаме многу домашни и регионални изведувачи најавено. На главната сцена во моментов ги предводат технохероината Индира Паганато, мислам за летните хитови сигурно го знаете Сигала, исто така за оние што го сакаат металот ги имаме германските гиганти за треш метал Креатор. И од помалите, како што спомнав, од домашните оригиналните ги имаме Кој, Аудио Цигло, што е еден од најновите на нашата сцена и многу други понатаму ги стигнува. Така, кои се завршните подготовки во однос на шоуто на Зоран Кесич? Имаме ли се уште останато билети кои што може да си ги набават луѓето и публиката, нели која што сака да биде дел од ова незаборавно шоу? Па
оваа представа е скоро пред распродавање, така да оние последни билети што се тука можат побрзо треба да реагира публиката за да се успее да се фати добро место. Тие може да се ги земат на онлайн на Таксират МК страницата или во продажната мрежа на МК Тикетс. Анастасија, ти благодарам за одвоеното време. Секако ќе ве поканиме сите вие кои што сакате да бидете дел од ова незаборавно и неповторливо шоу на Зоран Кесич, кој што ќе се одржи в понеделник на 24 април во Македонската филхармонија со почеток во 20 часот. Побрзете затоа што има само уште неколку карти кои што можат да бидат токму ваши.